Државната изборна комисија ги објави конечните резултати по првиот круг гласање по одлуките на Управниот суд и поднесените тужби. Гласањето е конечно завршено во 44 општини, односно таму веќе е избран градоначалник со мнозинство од гласовите. Во сите 80 општини градот Скопје завршено е гласањето и за избор на советници, освен за совет во општина Шуто Ризари. Таму повторно ќе биде спроведено гласање на 3 избирачки места, бидејќи според Управниот суд и Државната изборна комисија, резултатите може да влијаат на конечниот резултат и бројот на советници. Во 44 општини кои се објавени е завршен изборот за градоначалник во првиот изборен круг. Во 33 општини ќе има втор круг на гласање за избор на градоначалник. Објавени се сите општини поединечно и објавени се имињата на кандидатите. За изборите на совет во 79 општини се завршени конечни резултатите за избор на советници и во градот Скопје за советот 80, тоа се конечни резултати. Единствено ќе има повторување на гласањето само за избор на советници во општина Шуто Ризари, само во 3 избирачки места, така што ова повторување на гласањето ќе се одвива на 2 ноември. Во 33 општини каде што граѓаните повторно ќе гласаат за избор на нов градоначалник, коалицијата на ВМРО ДПМН влегува во изборна трка во 26 општини. Коалицијата на СДСМ со 17 кандидати ќе бара поддршка за градоначалничка позиција. Во албанскиот блок, Националната алијанса за интеграција ќе ги одмерува силите во 5 општини. Коалицијата вреди исто така во 5, Движењето Знам во 2 општини, Левица во 1, Искуство за успех во 1 и Унија на роми во 1 општина. Во вториот круг изборната трка ќе ја водат и независни кандидати во 8 општини. Според ДИК, во оние општини каде не беше исполнет цензусот од минимум 1/3 од бројот на избирачи, односно Гостивар, Врапчище, Центар Жупа и Маврово Ростуше, гласањето ќе се одвива во нова изборна постапка по завршување на вториот круг и соопштување на конечните резултати. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.